Кога предлог законот за правична застапеност ќе се најде на седница пред пратениците, ќе биде појасно од следната недела, потврдуваат собраниски извори за Канал 5. Потребата од негово носење прво треба да ја утврди матичната комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, па потоа да го извести собранискиот спикер Афрем Гаши, за да го стави на дневен ред на пленарна седница. Во законот се предвидува јасно разграничување меѓу поимите соодветна и правична застапеност и се утврдува системот на заслуги како доминантен. Квалификациите, стручноста и професионалните способности представуваат примарен критериум, додека припадноста кон одредена заедница може да се земе предвид само како секундарен фактор, и тоа исклучиво во случаи кога кандидатите имаат еднакви квалификации. За следење на состојбата и унапредувањето на соодветната и правична застапеност се формира координативно тело кое ќе функционира во соработка со Агенцијата за администрација. Со него ќе раководи заменик председател на владата, а членуваат и министрите за јавна администрација, за односи меѓу заедниците, финансии и добро владење, како и народниот правобранител, универзитетски професори и представник од граѓанскиот сектор. Сепак, неизвестно е дали власта ќе успее да обезбеди Бадентер за да биде изгласан законот без гласовите од ДУИ. Од партијата на Ахмети категорично се против ова законско решение, кое треба да го замени балансерот во институциите, а Бујар Османи неодамна изјави дека ако треба, ќе пружат и физички отпор за да не помине во собрание. Буквално начин на легализирање на исклучувањето. И јас сум рекол, ние тој закон треба да го да дадеме и физички отпор во собрание да не помине. Ако помине, еве кажувам, првото нешто кога ќе се сменат работите, ќе биде укинувањето на тој закон. Бидејќи тоа е враќање на тој... За да се донесе тој закон треба Бадентерово мнозинство. Тој закон го враќа југословенскиот модел на одлучување во администрацијата. И додека владиниот предлог за правична застапеност чека да се најде пред пратениците, вчера Зијадин Села од новоформираниот Албански сојуз достави свој предлог во собранието паралелен на владиниот. Тој вклучува вработување по етнички квоти врз основа на демографски податоци со можност за задоцнето попишување. Во него се предвидуваат и казни од 10 до 20.000 евра за секоја државна институција што нема да вработува пропорционално, а од 3.000 до 6.000 евра за директорот.